Без долги редици, чекања и гужви на граничните премини со Грција и Бугарија, од викендов почна со работа новиот систем за електронско регистрирање за влез и излез од 29 земји членки на Шенген зоната. Повеќе нема печатирање во пасошот, туку при прв влез во ЕУ, на патниците им се земаат отпечатоци од прсти и се фотографираат. Секое влегување на македонските граѓани во Бугарија или Грција се евидентира дигитално како дел од новиот безбедносен Entry-Exit систем на Европската Унија. Од МВР велат дека од системот се изземени само граѓаните кои патуваат во Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Швајцарија, а на лицата под 12 години не им се земаат отпечатоци од прсти. Секоја земја членка ќе го користи на најмалку еден граничен премин, а постепено ќе се зголемува бројот на премини, се до постигнување целосна оперативност на сите гранични премини. Овој систем ќе регистрира лични податоци, вклучувајќи слика на лицето и отпечатоци од прсти, податоци од патниот документ, како и информации за влез, излез и евентуално одбивање на влез на државјани на трети земји кои ја преминуваат надворешната граница на Шенген зоната. Од Стопанската комора на Северозападна Македонија велат дека по започнувањето со примена на системот нема застои и подолги чекања на границите за превозниците, иако председателот Алиу посочи дека тие постојано се жалат и бараат пофункционален и поврз начин на преминување. Нашите информации зборуваат дека тоа веќе е олеснето, дека комуникацијата било тоа за граѓаните, мислам, од една држава во другата и камионите, товарни возила кои носат и роба, дека големи поплаки немаме, има некои така по-ситни поплаки што требаат некои технички работи да се едноставни, да бидат поедноставни, за да може уште побрзо комуникацијата да биде реализирана. Владата вели дека ќе бара начин да им го олесни процесот за преминување на границата на превозниците. На средба со европските челници најавуваат дека ќе биде покренато прашањето за специјалната зелена лента, која ја вети Европската комисија.